Во последниот извештај на Европската комисија се потврдуваат добрите фундаменти на економските политики кои ги спроведува владата, вели во изјава за телевизија Нова министерот за финансии Кирил Миновски. Во извештајот презентиран вчера во Брисел, се наведува дека стапката на невработеност ќе се намалува и во иднина. И во 2018 ќе падне на рекордно ниско ниво од 22%. Оваа прогноза е идентична и на онаа на владата, со што се дава потврда за успешните политики, за активните мерки со кои што се стимулира вработувањето и останатите активности во насока на поттикнување на инвестициите, констатира Миновски. Согласно на извештајот се предвидува намалување на стапката на невработеност во наредниот временски период, со тоа што истата би изнесувала во 2018 година 22%. Тоа е идентична проекција со проекцијата на владата на Република Македонија. Воедно се дава уште една потврда за успешните активни мерки на пазарот на трудот кои што владата на Република Македонија ги спроведува со цел да се стимулира вработувањето заедно со сите активности кои што ги преземаме во насока на поттикнување на инвестициите. Во извештајот на комисијата се наведува дека Македонија годинава се очекува да има раст на бруто домашниот производ од 3,2% и во однос на сите европски земји, според растот ќе се најде на 4-то место. Овие прогнози пред се резултат на очекувањата за движењето на потрошувачката, растот на извозот во наредниот временски период кој што се должи во главном на активностите во тризовите, меѓутоа исто така и на капиталните инвестиции кои што се предвидени во буџетот за 2017 година. За до година согласно зимската економска прогноза се очекува раст од 3,6%, со што македонската држава би била втора со најголем раст во 2018 година на целиот европски континент. Сепак, за Македонија се предупредува дека очекуваното економско јакнење е доведено во ризик од постојаната политичка неизвестност по изборите во декември 2016 година и дека тоа би можело да го потисне приватниот инвестициски раст и да ја задуши потрошувачката на домаќинствата.